Законските измени и правилникот за објавување на ценовниците на веб страните од страна на трговците како мерка е за поздравување, сметаат дел од економистите во земјава, но велат не очекуваат брзи резултати, пред се поради недостигот од лесен пристап до информациите. Ценовниците во најголем дел се објавени, но во истите нема пребарувач, па од тука снаоѓањето во илјадници ставки кај стотици продажни објекти е речиси невозможно. Економскиот аналитичар Арбен Халили за Канал 5 вели најважно е во овој момент пазарните инспектори да бидат на терен и да контролираат, а државата во иднина да се фокусира на долгорочни мерки. Според него со ова ќе се зголеми конкуренцијата, но намалување на цените не очекува. Ќе биде терет за маркетите, дополнително лица ангажирана за таа работа, што е сепак за однина страна да биде терет, но потребно е да ги знаеме како потрошувачи цените, кој што по која цена го продава, но искрено не очекувам брзи ефекти, ако тие ефекти се очекуваат само како притисок од граѓаните, без директно присуство од инспекторите на терен, тоа нема да проди се некој голем позитивен ефект. Од пазарен за Канал 5 велат формиран е тим кој ќе следи дали законот се почитува, дежурни екипи и за време на продолжениот викенд ќе прават контрола, а детален извештај за тоа колку се почитува мерката очекуваат најдоцна во среда. Казните за непочитување на законот се движат и до 10.000 евра. Трговците од вчера имаат обврска на дневна основа да ги објавуваат цените. Од Стопанската комора на трговци на големо и мало побараа пролонгирање на рокот, а аптеките изземање од правилникот, зашто по празниците ќе имаат средба со министерот за економија. Ослободени од оваа обврска се само оние трговци кои имаат до 10 вработени.